Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Поминува повеќе од една година од овој пратенички мандат. Како пратеници на СДСМ и коалицијата поднесовме десетици закони и ниеден од нив не беше прифатен од мнозинството. Понесовме закон минималната плата да продолжи да расте. Понесовме закони за продолжување на растот на сите плати во приватниот и јавниот сектор. Ниеден од нив не беше прифатен. Денес имаме понижени работници, посиромашни граѓани. Денес имаме работници со најниски плати и најнизок животен стандард во Европа. Понесовме закони за ослободување од данок на основните производи за секојдневен живот, за да се намалат цените, за да го прекинеме дивењето на цените, да го заштитиме животниот стандард, но и тие не беа прифатени. Денес имаме највисоки цени во регионот. Законот за бранители една година стои заглавен во процедура. Ако до пред некое време бара изговори во председателот Гаши и поранешната председателка на комисијата Даути, денес имаме ситуација тие големи патриоти во уште поголеми наводници да не го ставаат на дневен ред и да не го гласаат законот за бранители. Законот за настраданите од Кочани, нешто што бара итна и брза реакција на собранието, затоа што станува збор за државна помош на настраданите во овие тешки моменти, ги користат сите деловнички, односно ги злоупотребуваат сите деловнички можности за да не дојде на дневен ред и да не се изгласа овој важен закон. Понесовме над 400 амандмани на буџетот. Прв пат во историјата на ова собрание ниту еден од нив не беше прифатен. Прв пат во историјата на ова собрание ниту еден амандман на опозицијата не беше прифатен. Од друга страна, од мнозинството предводено од ВМРО-ДПМН нема ниту еден закон од нивната предизборна програма за која добија огромна поддршка од граѓаните. Од нивна страна има нешто тотално спротивно од тоа што го зборува и ветува. Тие што велеа никога Северна понесоа над 110 закони за промена на името Република Македонија во Република Северна Македонија. Тие што зборува за професионализација, мерит систем, квалитетни кадри, понесоа над 40 закони за намалување на критериумите за избор на директори, за да ги стават нивните партиски послушници на високи државни функции. Нема ништо од нивната предизборна програма. Затоа, ние, пратениците од СДСМ и коалицијата, денес поднесовме 12 закони, кои што се ветување на ВМРО-ДПМН. Може би изгледа парадоксално, но кога тие не ги прифаќаат нашите предлози, еве може би ќе ги прифатат нивните. Истите, оние кои што ги ветуваа пред граѓаните и добија нивна огромна поддршка. Ветува 1 денар од акцизата за гориво за спортистите, за клубовите, спортската инфраструктура. Една година, ништо од тоа. Затоа, ние денес поднесовме таков закон. 1 денар од акцизата да оди за спортистите и спортските клубови. Ветува породилно отсуство за жените земјоделки. Една година помина, ништо ни од тоа. Затоа денес, како СДСМ и коалицијата, го понесовме тој закон. Ветува откуп на стаж за да може да се оствари право на пензија. Една година помина, ништо ни од тоа. Еве денес поднесуваме таков закон за откуп на стаж. Ветува ослободување од персонален данок за сите повратници од странство кои ќе отворат свој бизнис во Македонија. Една година, ништо и од тоа. Денес, како пратеници на СДСМ и коалицијата, го понесуваме и тој закон. Ветува ослободување од персонален данок за тие што од јавен ќе се префрлат во приватен сектор. После една година нема таков закон. Денес ние го поднесуваме и тој закон. Понесуваме закон за зголемување на прагот за ДДВ, за зголемување на социјалната помош, за зголемување на детскиот додаток, за зголемување на помошта на мајките за прво, второ, трето родено дете, за зголемување на еднократната помош и така натака. Сите овие се нивни ветувања пред граѓаните. Ако до сега не ги прифаќаат нашите предлози, еве нека прифатат тоа што тие сами го ветуваат. Помина една година, граѓаните живеат полошо, понижени се работниците, животниот стандард опаѓа.
Еве им шанса, ако се искрени, ако и за тоа не лажеле, да ги прифатат овие предлози, кои, повторувам, сами ги ветиле пред граѓаните. Благодарам.